Благодарам. Неодоливо ова кое што го зборувавте тука 3 минути ме потсети на Зоран Заев, бидејќи го почнавте говорот со тоа што го пофаливте кандидатот за јавен обвинител, за на крај да го искритикувате, што ме донесе мене до заклучок дека вие од сега спремате алиби и претпоставувате дека некој ќе постапува со одредени криминали кои што се случили, дека ние бираме кандидат за да имаме контрола на обвинителството, за да ја напаѓа во опозицијата. Мислам дека треба да се погледнете во огледало кога го зборувате тоа и да се прашате зошто целата пратеничка група вас ви го дадоа тоа да го кажувате. Веројатно другите имаат некаков интерес во тоа да не го кажуваат или да го кажуваат. Сакам вашето репликата да ја поделам на два дела. Прво, тука по реплика по говор наместо да зборувате за јавниот обвинител, зборувавте за законот за јавно обвинителство. Па вчера имаше јавна расправа, господинот Пренџов ми извести, над 30 амандмани писмено се поднесени, така да можевте се што кажавте вчера тоа да го пренесете на јавната расправа, бидејќи ние не поканивме никој од тие кои што говореа. Господинот Пренџов ви остави вие да одберете да викнете кого сакате, нешто што за разлика од вашето време, господинот сега што не седи пред вас, можете да го прашате. Господинот Милошевски еден гантограм на активности кажа кој што се случило, го донесовте со европско знаменце за 5 часа во собранието, закон за јавно обвинителство. И сега тоа е разликата. Вие така претпоставувате дека треба да се случуваат работите и за вас вие цивилизацијски шокантно кога некој не сака да мести јавни обвинители, односно некој мести јавни обвинители што не ги познава. Сега вториот дел од мојата реплика е за кредибилитетот на СДСМ. За вашиот личен нема да зборувам, вие да зборувате за правосудство и вие да зборувате за реформи во јавното обвинителство. Ајде неколку имиња да ја потсетиме јавноста. Да почнеме од Чарлиевите ангели од СЈО. Се сеќавате на нив? Потоа да отидеме на Љубомир Јовевски, па да отидеме на Вилма Русковска. Ајде да отидеме потоа на Добрила Кацарска. Ајде да отидеме потоа на Ислама Бази. Ајде да отидеме на Весна Дамева и секако неодоливо да ја потсетиме јавноста и на Катица Јанева, за која што вие и вашата политичка партија тука не малтретиравте, дека ќе го донесе, нели, ќе донесе правосудството, ќе расчисти со корумпираниот систем. И сега вие, ако 7 години сте предложувале вакви решенија, вие ќе имате кредибилитет да кажувате или на некого да му укажувате што предлага јавен обвинител со такво импозантно CV, кој што никој во ВМРО ДПМН не го познава. И на крајот, господјо Тренчевска, Христијан Мицкоски не е начело на телото кое што треба да прави реформа во судството за да го отвори суството како пупка. Ве молам немојте вие да зборувате за некој кој што требало да испорачи или да не испорачи. И на крајот, кога СДСМ дојде на власт, довербата во правосудството, односно во јавното обвинителство беше 40%, а сега е 2%. А сега народот најмногу ја критикува оваа влада, бидејќи смета дека тие кои што сториле криминали не се таму каде што се наоѓаат. Зошто? Мислам дека во вашиот одговор го дадовте одговорот кога го почнавте да го фалите претходниот јавен обвинител. Мислам дека вашиот кредибилитет треба да си го задржите таму каде